Coffee Turkish Nudi Nova Extra orijinal kumda vitamin ne dobar ne simetka. Yok güzel yok para. No good no money. Ben Oğuz Bursalıyım. Trigodiyotika Rabutnas Ova Nema Ova kahve Nema Türkiye Samo tuka. Yok çorba kahve. Kurabiye İkram Haydi kovalete Ekstra. Различни извори даваат различни податоци, не само за тоа како се викале политичките организации, туку и кои лица во кои групи или конференции учествувале. Например, она што го кажавме како прва македонска социјалистичка група, во некои извори се спомнува како Македоно-Одринска социјалдемократска група. Јасно е дека во овој период не биле издиференцирани разликите помеѓу социјалистичките и социјалдемократските гледишта. Може да се каже дека во моментот разликата била во тоа каков е ставот на социјалистите спрема останатите политички групи, како што биле, например, Народната федеративна партија и конституционите клубови. Во четвртиот број на весникот Работническа искра од ноември 1909 година, во уводната статија Партиите и работниците, Васил Главинов ги опишува овие две партии на следниот начин. Бугарската Македоно-Одринска конституциона партија ги представува интересите на трговците и индустријалците, на фабрикантите, на големите трговци, на предприемачите, на селските стопани и лихвари, со еден збор на буржоаската класа. Како партија на таа класа, таа е националистичка и сака бугарската буржоазија во Македонија и Одринско да ја соедини со своите браќа во Бугарија. Од друга страна, Бугарската народна федеративна партија се јавува како представителка на ситните трговци, занаетчии, на бакалите и карчмарите. Со еден збор на сето она што се нарекува ситна буржоазија. Народната федеративна партија исто така е националистичка како и Сојузот на конституционите клубови. Разликата е само во тоа што едната сака соединување на бугарите кон Бугарија при сите услови, додека втората тоа го сака само под услов во Бугарија да нема монархизам. Барем така се разбира од нивните зборови, заклучува помалку иронично Васил Главинов. Во таа 1909 година, веднаш после Младотурската револуција, Солун бил средиштето на политичките борби. Во нашата репортажа, која се одвива во Скопје, ќе видиме што се случувало во тој период. Тогаш во Скопје особено биле политички активни парот Илија и Роза Плавеви. Па да тргнеме и по нивните стапки во старата Скопска чаршија. Siz Bursalısınız. Ben Bursalıyım. Neden buraya geldiniz? Trigodiyotika 3 yıldır burada çalışıyorum. Bir nedeni yok. Ben buraya gezmeye geldim 3 sene önce. Buranın sahibiyle tanıştım. Kendisi de tam bir Osmanlı Türk'ü Ömer Bey. Çok güzel bir insandır. Onun vesilesiyle burada kaldım. Ve çok memnunum. Makedonya yolları çok seviyorum. Çok güzel insanlar, çok saygılı insanlar. Herkesi bekliyoruz Makedonya'ya. Gelmek isteyenleri Türk Çarşısı'nın girişinde Oriental Bahçe'ye kahve içmeye bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Роса Плавева е родена во 1878 година во Велес.
Се школувала во Велес, а потоа во Софија. Таму ги остварила првите контакти со социјалистичкото движење, а во 1900 година станала член на првата социјалистичка организација во Македонија. Илија Плавев, нејзиниот сопруг, исто така е роден во Велес во 1867 година. Уште како дете заминал на печалба прво во Солун, а потоа во Софија, каде што работел и се школувал. Исто како и Роса се приклучил на македонските социјалисти. Во 1902 година парот Плавеви се враќаат во Велес и стануваат истакнати активисти на местното работничко движење. Во 1905 година пак се селат во Скопје. Во првата социјалистичка организација, формирана во Македонија од страна на Васил Главинов во 1894 година, членувала и Роса Плавева. Што се случувало во тој период во Скопје? Во Скопје во тој период бил активен парот Накије и Ферит Бајрам. Накије Бајрам е родена во 1889 година, додека пак Ферит Бајрам во 1881 година. Тие и двајцата биле учители. Накије Бајрам го основало Сдруженијето на жените турчинки, додека пак Ферит Бајрам го основал Демократскиот клуб, каде што членувале прогресивни турци, македонци и албанци. Како се спојува понатака патот на овие две семејства, односно на Плавеви и на Бајрам? Сдруженијето на турчинки одржало седница токму во куќата на Роса Плавева, каде се подготвувало јавно одболување на жените со паролата "Доста веќе црнила на очите". На собирот учествувала и Накије Бајрам. Собирот бил откриен и прекинат од страна на власта, а Роса Плавева била уапсена. Тука мора да се забележи дека обидите на здружување и организирање на жените во Македонија коинцидираат со одржувањето на првата меѓународна конференција на социјалистките во 1907 година во Штутгарт, Германија. Тоа е показател за општата атмосфера во однос на женското прашање, полната еманципација и рамноправноста. На 1 мај 1909 година Плавеви ја формираат Социјалдемократската организација на Македонија, каде што членови стануваат и Накије Бајрам и незиниот сопруг Ферит Бајрам. Додека пак Демократскиот клуб на Ферит Бајрам се припојува на Социјалдемократската организација. Социјалдемократската организација донела повеќе резолуции, од кои една на 10 март 1910 година. Иако овие резолуции биле многу значајни, сепак не успеале да застанат на патот на Првата светска војна и таа империалистичка војна да ја претворат во војна меѓу класите наместо во војна меѓу народите. Низ прошетка во старата скопска чаршија, другарот Александар Митров, колумнист на Гласни идеи и туристички водич, ни раскажува што се случувало во Скопје во овој период. Во првите 2 децении од 20 век, централно место на случувањата во Скопје е чаршијата која се наоѓа меѓу Калето, реката Серава и Еврејското мало. Реката Серава сега минува подземно по чаршијата, а некогаш минувала крај Сулијан, каде денес е сместен факултетот за ликовни уметности. Од позначајни настани од тој период издвојуваме 1906 година Шевкет Паша ја гради првата театарска зграда во европски стил. Идрис Бек пак го основа првото претпријатие за комунална хигиена. 1907 година првиот трамвај во Скопје го влечат 2 коња со шпедитерски тркала, а е во собственост на Абдула Аџи Мемет. 1908 година има голем пожар што го зафатил градот, горат многу куќи, околу 700 дуќани, една црква и 3 џамии. 1909 година основани се спортските друштва Силни и Вардарски јунак. Пуштена е првата електрична централа со сила од 60 коњски сили и светнува првата електрична светилка во Скопје. 1910 година, на 27 август, е родена Гонџа Бојаџију. На 1 октомври е издаден првиот весник на социјалистичката демократска организација Социјалистичка зора. 1911 година, првиот автомобил од марката Рено
сообраќа низ скопските улици. Истата година султанот Решат V го посетува Скопје. Меѓу 1913 и 1915 година Бранислав Нушич е првиот управник на Српскиот народен театар. 1914 година на меѓународен конкурс Скопје го добива својот прв урбанистички план. Снимена е репортажата Влегување на крал Петар I во Скопје, што наедно представува и прв филмски архивски материјал во кој се прикажани делови на градот. 1916 година, на 15 февруари, е пуштена во сообраќај тесно линејката Струга, Охрид, Кичево, Гости, Вартето во Скопје. Ја граделе австријски и бугарски војници и војни заробеници, срби, македонци, грци. Германија обезбедила 100 парни локомотиви и 500 вагони. Првиот назив на станицата беше генерал Жостов, а потоа генерал Ханрис. Од тука Ханриево, некогашниот назив на денешната населба Ѓорче Петров. Во 1917 година Роса Плавева собрала 100 потписи од скопските жени за резолуцијата со која се барало ослободување на Роза Луксембург и Карл Либнехт од затвор. Ова е значителен број ако се земат во предвид условите на времето во кое биле собрани потписите, кога со Скопје владееле централните сили за време на Првата светска војна. Во 1920 година се формира Организацијата на жените социјалистки во Скопје. На основачкото собрание бил избран секретаријатот на организацијата во чиј 8-член состав биле и Роса Плавева и Накије Бајрам. Собранието се одржало во Работничкиот дом во Скопје, а листата на членови на секретаријатот била објавена во весникот Социјалистичка зора. Организацијата се залагала за еднакви плати на мажите и жените, за окинување на капиталистичката експлоатација и за активно и пасивно избирачко право на жените. Истата година во април ги организирала монополските работници на солидаризирање со штрајкот на железничарите во Скопје. Што се однесува до Илија Плавев, тој активно учествувал во работничкото движење и раководел со штрајкот на скопските чевларски работници. Групата ја усмерува својата дејност и влијание особено кон наемното работништво, кое имало мизерни надници од 3 до 5 гроша и неограничено работно време, што траело дури и до 18 часа на ден. Во најтешка состојба биле работниците што работеле на парче, а биле концентрирани најмногу во шивачката, чевларската и дрводелската струка. Најбездушно биле експлоатирани чираците, што годишно примале само 40 гроша, а кои, покрај работата, во работилниците морале да вршат и разни измеќарски работи во куќата на мајсторот. Така да сега немаме некои занечи баш као на времето обдеснавот не се останати у чаршија. Има по некои што изработуваат алатки за работа од дворначи железари, другиот сокак понатаму. Ама за тоа тука имаме факултет за убави уметности, за ликовни уметности, занаетите се проточуваат у се убавите уметности у чаршија, можеме да кажеме. А внатре, на горниот кат, имаме и музеј на старата чаршија, кај што има автентични алатки и чевли или гардероба, се што било изработувано во оригиналните работилници низ чаршија.
Thank